Бик. Хороскоп за август. Овој хороскоп е за забава и инспирација. Слушај со интуиција и земи од него само тоа што ти резонира. Но верувај си најмногу на себе си. Август ќе те научи дека стабилноста не значи стагнација, туку постојан раст со мирен чекор. Овој месец за тебе носи прилагочување во љубовта, во самодовербата и во твоите визии за иднината. Љубов и односи. Во љубовта август носи повеќе длабочина отколку страст, но токму тоа ти треба. Ако си во врска, ќе осетиш потреба за повеќе сигурност, нежност и вистинска комуникација. Не се плаши да го покажеш тоа. Твојата автентичност ќе донесе приближување. Ако си слободен или слободна, некоја личност од минатото може повторно да се појави, но прашај се. Дали на вистина сакаш враќање или само се сеќаваш на моментот кога си се чувствувала или чувствувал сакано? Нови познанства се можни околу 21 август, особено преку пријатели или групен настан. Кариера и финансии. Работно не се форсирај, ама не одолговлекувај. Во првата половина од месецот можеш да затвориш еден циклус, проект, договор или дури работен однос. Ако чувствуваш дека нешто ти станало тесно, време е за ново поле. Финансиски стоиш стабилно, но ќе мораш да бидеш внимателен или внимателна со трошоците поврзани со дом, патување или семејство. Не прави трошоци од емоции. Август бара рационален пристап. Здравје и енергија. Телото ќе ти бара одмор, особено околу полната месечина. Можеш да се чувствуваш забавено, но тоа не е мрзеливост, туку сигнал дека мораш да ги полниш батериите. Природа, храна со повеќе витамини и минерали и тивко утро ќе ти бидат најдобри сојузници. Предизвици и совети. Главниот предизвик ќе ти биде контролата. Некои нешта нема да се одвиваат според твојот план. И токму тогаш ќе мораш да веруваш. Но престани да ги чекаш идеалните услови. Почни со тоа што го имаш. Звездите не наградуваат перфекција, туку искреност и истрајност. Најдобри периоди од 3 до 7 август. Време за расчистување во љубовта. Од 14 до 20 август. Можност за нова финансиска насока. И 28 август. Инспирација и одлука која може да ти ја смени иднината. Овој месец август, твојата сила ќе дојде од внатрешната тишина, а не од надворешната акција. Верувај му на процесот и не се двоуми да кажеш доста е, таму каде што веќе си го изгубил или изгубила мирот. Ви благодарам.